Мурал создаван на површина од скоро 300 метри квадратни во должина од 75 метри, а со највисока точка од 4,5 метри. Денеска беше представен во Македонска каменица по повод Денот на рударите. Со овие пропорции, ова е еден од најголемите мурали во земјава, а е насловен Рударски приказни. Ова монументално уметничко дело е дел од манифестацијата Каменичко културно лето 2020 и се наоѓа спротив влезот на зградата на општината Македонска каменица. Градоначалничката Сонја Стаменкова истакна дека ова представува гордост за заедницата. Во рамки на Каменичко културно лето, оваа година, бидејќи поразлично е заради самата состојба во светот и во државата, се одлучивме за правење на еден ваков голем мурал. Едно е барањето на граѓаните, да се оплемени просторот пред општинската зграда, но и со муралот да се прикаже една современа рударска приказна, која што ќе биде прифатена од населението и верувајте, за време на работата, луѓето кои што поминува, посебно рударите, се препознаваа во оваа приказна и беа презадоволни. Автори на муралот се академските уметници со меѓународно реноме Сања Јездич, Александар Джинго, Ферди Булут и Александар и Хари Дудески. Уметниците Јездич и Булут велат дека во Македонска каменица дошле со предизвици, но се враќаат дома со многу искуства, а особено представувањето на жртвата на рударите преку овој мурал. Сите прашања што ги имавме пред да дојдеме во Македонска каменица, сега ги имаме како одговори и полни со ново искуство и со ново знаење и со нов елан за работа. Си одиме од Македонска каменица со многу пријатни впечатоци од се. Рударите секој ден влегуваат во таа како би рекле, во таа дупка за нив да се жртвуваат и не знаејќи дали ќе можат да излегуваат од таму и за нивните потреби. И битно ни беше свеста да се потикне прво од семејството. Нивните колеги Джинго и Дудески ја истакнаа специфичноста на спојувањето неколкумина уметници со различни сензибилитети, кои создаваат едно единствено уметничко дело. Посочија дека е потребна поголема поддршка на ликовните уметници. Првиот стадиум на оваа работа, односно првиот чекор со кој почнавме, беше нашата спојка на 5 уметници кои всушност многу добро се споивме. Односно направивме едно грандиозно или монументално, како сакате, дело, пошто тоа е нели видливо, впрочем. Постојат и други автори во Македонија кои што би искрено би пристапиле да соработуваат. Само треба малку поголема поддршка од државата, од министерството, како што излезе во пресред општината тука. Сите сме презадоволни и од тимот, и од соработката, и од поддршката. Ако ова продолжи секаде низ Македонија, верувам дека ќе имаме големи резултати. Оваа зидна уметничка композиција е дел од неколкуте кои се планирани за ова лето во соработка со Центарот за современа ликовна уметност. Откаде што велат дека години наназад нема посетеност на изложбите и на индивидуалните дела, и доколку не може да се донесе публиката во галериите, уметноста ќе се изнесе на улиците. Би сакала да потенцирам не е убав момент, меѓутоа е момент во кој што може ликовната уметност да се промовира и да се случуваат културни настани, и да се одржува културата и да се прават нови уметнички дела баш на овај начин, без загрозување на публиката и без на населението. И ова е една прилика за сите нас. Јас се надевам дека ќе продолжи понатаму, се надевам дека ќе успееме да ги покажиме своите капацитети и се надевам дека ќе имаме прилика да ја разубавиме Македонија и да оставиме нешто кое што ќе биде белег. Денот на рударите во Македонија се одбележува секоја година на 28 август. Токму рударите од Македонска каменица се тие кои најмногу ја изразуваат среќата за овој уметнички потфат и се горди што баш еден од најголемите во државава е во нивниот град.